Мојот камион е од моделот Kenworth и има дел за спиење. Двајца сме. Камионот запира само за да наточи гориво. Тие се работници на пат. Мажите и жените зад воланот и нивните големи возила кои тежат и до 36.000 килограми. Боб Пасера вози камион на 18 тркала. Влече 2 приколки на FedEx. Спие во просторот зад кабината. Ова е нашиот дом далеко од дома. Кафемат, намирници, кревет. Бидејќи продавниците и рестораните кај патиштата се затворени, тој морал да го наполни фрижидерот со храна од дома. Боб вози 11 часа со пауза од 30 минути. Потоа презема другиот возач. Поминуваат во хоризонтала како што тие го нарекуваат спиењето, додека другиот возач го презема воланот. Многу пати кога Пасера запира во одмаралиште за камионџи, тушевите не работат поради пандемијата, а во повеќето продавници нема средства за дезинфекција и маски. Сопругата на неговиот совозач му дала маска направена дома. Знаете, кога сте затворени цело време во камионот, нема многу место каде би отишле вирусите. Цело време сте заедно. Така, ако еден од нас се разболи, ќе се разболи и другиот. Тони Фазини е превозник кој работи локално на Атлантскиот брег. Превезуваме најразлични работи, например, што толку истоварив дрвени палети за Kraft Foods. Тој вози по околу 14 часа на ден, а навечер си оди дома. Коронавирусот значи помалку метеж во урбаните области. Тоа придонесува возењето да биде морничаво. Кога ќе погледам од автопатот, паркиралиштата околу трговските центри се празни, но и патиштата се напуштени, нема сообраќај надвор од населените места. Доколку дојде крајот на светот, тоа би изгледало вака. Камионџиите се осамени на патиштата, но знаат дека носат скапоцен товар. Доколку камионите не се движат, болниците нема да ги добијат нарачките, докторите нема да ја добијат заштитната опрема, никој нема ништо да добие, светот ќе застане. Камионџиите се меѓу непризнаените херои во време на пандемијата.